Како размислуваат парите вака? Да, сите сакаме да знаеме како размислуваат парите. Низ призма на нашиот Никола Миланов, Како размислуваме сите ние за парите? Имено, вели, финансиската дисциплина и вистина е тоа ќе се потпременува дека има клучна улога во успешното раководење на сопствените пари, но луѓето најчесто секој од нас постапува водени од чувствата, па инвестираат емоционално и трошат по навик. Ова се провлекува со моментот и со модата на некој начин. Можеби го фати Никола дел од разговорот за нашето безкомпромисно трошење на парите денес во едно капиталистичко модерно општество во кое што живееме и забораваме практично да направиме добар баланс и холистички да пристапиме па дури и во материјалниот свет. Меѓутоа, како и да е, дипломиран економист, бизнисмен и писател, родени токму во Велес, родом од градот Велес. И не знам како ве доведе можеби животот и патот да стигнете до адреса на економскиот факултет. Меѓутоа, претпоставам дека можеби некогаш и приватниот, да речеме, бизнис или да обкружувањето од вашиот семеен свет ви причинуваше задоволство да влезете во светот на некој начин во економијата. Добро утро уште еднаш. Добро утро. Го изразувам моето особено задоволство што сум гостин во вашата емисија. Инаку да, по вокација сум дипломиран економист, магистар по економски науки, сега и писател. Покрај оваа книга Како размислуваат парите, минатата година издадов и две други книги со приказни за деца, кои што доколку се применат како однесување може да израснат во личности со навистина со навики на успешни луѓе. Лидери, да речеме, во бизнис секторот. Ако многу пати го слушаме изразот или терминот паметно трошење на парите, ако има некоја дефиниција за тоа како паметно треба да се потрошат парите или секој си тргнува од својот индивидуален став, па и избор и мислење за тоа на што би требало да ги потроши своите пари. Но кога зборуваме за заштеда, кога зборуваме за инвестирање и за заработка, веројатно и самата економија како наука ги дава насоките и сега согласно секој со своите можности или да речеме вештини за тоа како и на кој начин да го распознаеме или да како велиме јазикот на парите, поточно што е она кое што е суштината на и делот содржината во оваа ваша книга. Знаете, кога зборуваме за парите и нивното заработување, тоа повеќе станува збор за начинот на кој ние се однесуваме, отколку дека ни е потребно некое финансиско знаење. Знаете, потекнувам од фамилија кои што своите почетоци ги почнале од апсолутна нула, никаков бекграунд. И ние сме, јас, вие, можеби, првите генерации во Македонија кои што ја имаат привилегијата да сами ја одредуваме својата финансиска судбина. Нашите родители ја немале таа привилегија. Дали било тоа добро или лошо, тоа е друга тема, но меѓутоа ја немале таа привилегија. Успехот се мерел преку тоа, заврши факултет, вработи се, државата те вработувала, ти давала плата, стамбено прашање ти обезбедувала. Значи се ти било решено. Кај нас сега ситуацијата е многу подруга. И во Македонија има многу успешни луѓе. Ретко да некој од нив ги сподели своите искуства, патот како успеал, проблемите со кои што се соочувал, каде ја погодил работата, каде промашил, каде напил загуба, каде добивка. Во книга точно тоа го пишува. Искуствата, нема теорија, туку тоа што навистина се има случувано. Влегувањето во нов бизнес, одржувањето на постојниот пристапот за пари, менеджирањето на пари. Верувам дека ќе биде добар мотив за многу луѓе, инспирација, како што баш кажува и на крајот од предговорот од книгата, се надевам дека оваа книга ќе ве потикне на акција. Претпоставам дека, потпирајќи се сега не на парола која што ја прочитав, дека доколку сме постојано исти не можеме да очекуваме некакви посебни резултати и да се очекуваат поголеми резултати. Пред некој период кога говоревме за гојазност и така, чисто онака како паралела само кажувам дека понекогаш емотивно како јадеме и не сме свесни што си правиме на сопственото тело, тоа претпоставам дека многу принципи за финансиска независност не се учат само преку сопствено искуство. Всушност, баш како што кажувате, алчноста и носењето емотивни наместо разумни одлуки може да доведе до финансиска катастрофа. Така е. Претпоставам дека тоа убаво го
концепирате во книгата Никола како размислуваат парите. Така е. Видите, ако зборуваме во таа насока за парите, да ги разбереме. И емотивно наше трошење. И емотивно наше трошење, така. Има анекдота, вика, дали ми требаше? Не. Дали го купив? Да. Само сакам да го имам. Гледајќи од таа призма парите, значи парите се средство за размена. Одеме во продавница, земаме некој производ, има некоја цена, вредност, така, даваме пари, за парите добиваме, за вредноста што ја даваме, добиваме контравредност во пари, така, во производ, извинувам. Кога користиме некоја услуга, некој не завршил некоја работа, му даваме пари, односно му даваме вредност соодветна на работата што ни ја завршил. А тоа е кога трошиме пари, но меѓутоа кога треба да заработиме пари, има два моменти. Значи своето знаење и умење да извршуваме одредена активност за одреден период на време ја минуваме за пари, односно работиме за плата. Имено. Така, да, или ако сме или ако имаме фирма, нели, пак своето време и знаење, ангажирани ресурси ги минуваме за пари. Сега, колку повеќе знаеме да извршиме некоја работа, толку повеќе ќе наплатиме, така? Нема тука некоја наука. Имаше една приказна кога некоја машина била расипана и доаѓале повеќе луѓе да никој не знаел да ја поправи, доаѓа еден ја поправил за 5 минути, на крај дава огромна фактура. И овие се жалеле, нели? Толку пари дадат за 5 минути, не вика, ја ви наплатив за знаењето. Да, вика, не ви наплатив за колку време. Доаѓа тие студенови работи, а не ви наплати. Да. Кога почнав со своето работење после факултет, нели во приватниот сектор, во нашиот бизнис, и знаев дека за да успеам прво морам да ги знам правилата на игра. Па се заинтересирав за сметководство, даночна регулатива, државата мора да биде намирена, не закажеш да снимаш и не треба да снимаш работа со државата, да. И се заинтересира за сметководство, за финансиски коефициенти и даноци. Само неколку години работење и со банка склучуваме рамковен договор, тоа не е редовна процедура, рамковен договор за пристап до пари. Кредитниот аналитичар ми вика, во моето 25 годишно работење, на една рака може да се изброат фирмите со вакви коефициенти. Пази, вика, вие сте во градежништво, значи нестабилни приходи и голем ризик. Стварно беше поттик, само неколку години, да мислам, така нешто, 2-3-4 години работев, сум дошол до тоа ниво да таа 25 години не сретни така фирма. Тоа ми даде уште поттик да знаев дека ако сакам да одиме нагоре, работиме фамилиарно, иначе фамилиарен бизнис, но меѓутоа, ако сакаме да одиме нагоре, морам да го зголемам уште своето знаење. Па почнав да се интересирам за маркетинг, финанси, читав све. Читав многу. Неколку дејности кои што се прилично комплементарни една со друга, да. Така е. Во моето работење. Имаше уште работа, една фирма во Скопје нуди предавање, нуди облаки, баш за тоа маркетинг, предавања, маркетинг, продажба, преговори така. И има тој семинар е толку, тие траја со недели. Ово е толку. Имаше една опција all inclusive, како, знаеш, ако сакаш од тоа да си искомбинираш нешто, јас го прашам тој што ми го нуди. Вика, можам ли на сите? Вика, па може, вика, ама кај ова е многу, вика, секој ден, вика, ќе треба тука. И одев на сите часови. Тој е човек кој што сака да учи тоа што... Да, одев постојано и добив признаница за најактивен член. И веројатно сите овие работи ве потикна, Никола, да ја напишете оваа книга, ама прашањето е секогаш, нели, како размислуваат парите, како да се збогатиме? Знаете како, има една формула за богатење. Вика вака, ова е сериозно, вака, напиши на лист тоа што сакаш да го имаш, за кој временски период, и почни да работиш на тоа. Тоа чисто го се споменува, да речеме. Точно се споменува, но ајде да го образложиме тоа, вака. Пред известно време со еден пријател ја фативме темата, нели, без парица, една друга ситуација од државата, све, и му викам, што сакаш, вика? Сакам пари, вика, сакам пари ми фали. Океј, колку пари?
Многу. И сега он не знае. И викам, колку? Многу е, брат, но милион ми треба. Види, викам, ти не сакаш милион. Тебе ти дошла идеја, сега ти дое. Ти посакуваш, тоа доаѓа од мозокот. За сакањето доаѓа од срцето. Треба да си заљубен. Да, знаеш како, да мислиш на тоа, и во тоа што го да сакаш правиш, целото, да. За да потоа кога ќе додат парите, ти доаѓаат како ништо што веќе очекувано и да мислиш постојано. Да, контрадикторности, можеби туку вистински да биде чиста енергијата, така го посакуваш. Да не спиеш, да си тоа. И кој временски период и почни да работиш на тоа. Му викам, и што направи за оваа работа што сакаш? Вика, знаеш како е, нема пари, сите преваранти. Не, викам, окей, не ми кажи проблемите си, имам и јас своји, него што направи? Да. Се почнува од нас, поточно зависи од нас. Но многумина ќе речат, еве и ова вие што го споменувате, Никола, за тоа дека да, сакаме да имаме пари, за многу богати луѓе ќе речеме како успеале во овој животен век или не знам колку години, колку што се на возраст да го стекнат тоа богатство, па одиме со претпоставки сигурно им е оставено од претходно или во наследство и така натака, не може да се стекне за толку краток период, па колку може во животот да се заработи, па треба да се ужива, не треба само да се работи и така натака. Милион и една констатација, од друга страна малкумина се спремни да излезат од својата комфортна зона за да направат некаква промена и всушност да ги видат резултатите доколку се подготвени за тоа. Го споменувам ова и еден дел исто од вашата книга за туѓото искуство кое што исто се споменува тука, дека може да ни влијае кога некој ќе каже како поминал во одредена работа, особено ако е тоа негативно, па тоа да биде одлучувачки фактор за некоја можеби одлука што сакаме да донесеме. Секој кажува како поминал, но се е тоа индивидуално. Иако можеби позитивните се и поретки од овие кои што не поминале баш најдобро. Затоа треба мудро да ги донесуваме одлуките и веројатно мудро да слушаме или да ги гледаме примерите. И тоа е еден дел од формулата за тоа како да се збогатиме или како размислуваат парите. Така е. Ако земите наназад гледајќи, неуспесите се, промашувањата се поголеми од правилно донесените одлуки, но тие одлуки тие работи што си ги погодил правилно донесените, ќе ги покријат загубите и ќе ти стигнат погоре. Точно е дека секој си го кажува своето искуство, затоа внимај со кого прашуваш. Ако пример да и да не се поистоветуваме, можеби со судбината на тој така поминал, но меѓутоа тебе можеби ќе ти се создадат сосема други услови што него ке тој човек ги немал. Но основно е, да речеме, за да почнеме за како доволно да го потенцирам правењето на работите, извршувањето на работите, да почне да се работи. Ама за да почне да се работи ќе треба можеби да промениме нешто. Човек да сака да се промени. Било што, основна работа, од ситница сменил кафето на собајле, не пи кафе. Било што сменил патот на работа, да. Едноставно сменил патот на работа, организира се со кола, со други, не оди со луѓе, оди со тој. Било што. Инерцијата ќе те поттигне, кога ќе почнеш едно, ќе видиш бенефит, ќе видиш колку убаво задоволство ќе те поттигне, сакаш друго, повеќе и повеќе. Само ќе те, но меѓутоа треба да се почне. Ако ги правиме работите секогаш исто, не може да очекуваме други резултати. Никола, ако во моментот на крај ве прашаме каде е сега во моментот добро да се инвестира, што ќе биде одговорот? Знаете како, инвестирањето во овие нестабилни времиња. На многумина им е страв. Инвестирањето не е копче што треба да го притиснеш и да почнат да течат парите. Се зависи кој каква игра сака да игра. Некој можеби сака да вложи повеќе труд наместо пари, можеби некој не може да вложи пари. Денеска е можеби потешко да се заработи, но меѓутоа и поедноставно. Со ова онлайн, не мора си тука за да извршуваш работа на друго место и навистина добро. Еве едноставен пример. Ако знаеш убаво
да готвиш, така може да отвориш онлайн продајница на овие што се за храна, порачување. Така не мора да имаш скап ресторан со мебел и такви работи. Доставувачи, се тоа работи, гледам доставувачи низ градот што имаат баш и возат скапи велосипед. Значи идејата е пари, така? Идејата, потоа следува реализацијата. Но можеби најдобра инвестиција е да се вложува во себе. Ако од тука се почне, ако вложиш во себе, идеите ќе дојдат. Така е. Треба да пронајдеме креативноста во себе и да се водиме од срцето, како што спомена, а не само да мечтаеме по парите, така? И да не е страв, како што рекол Петре Андреевски во своето дело Пиреј, стравот е страшен само за тој што му се плаши. Така, и има голема вистина во тоа. Како размислуваат парите во книжарница 3, така достапна за оние кои што сакаат да ја прочитаат оваа содржина за која што ние кратко тука поразговаравме. Никола, благодариме за прочитавото. Благодариме за гостувањето. Книгата Како размислуваат парите на Никола Миланов и на новото издание на сајмот на книга следниот месец мај.